Селиме, како ги толкувате последните случувања на македонската политичка сцена и непопусливоста на ВМРО ДПМН да гласа за уставните измени? Мислам дека како и во неколку други клучни моменти државата се наоѓа во крстопат и тоа на сериозно политички потенцијал за да се претвори во длабока политичка криза, од која после би можело да се комплицира уште повеќе ситуацијава во нашата држава. И кога зборувам за компликација, зборувам за интерференции од надвор и на некој начин и поместување на евроатлантскиот курс на нашата држава. Со тоа ќе се креира можност за нови тензии и тука се предвидени сите можни тензии од меѓуетнички па и внатреетнички кризи, кои после тоа ќе може да предизвикат поголеми предизвици и за економијата, но и за стабилноста на државата. ВМРО ДПМН со нивната тврдоглавност покажуваат дека за нив побитна е нивната политичка кариера или стигнење до власт, отколку станување или носење на одлука која на државата ќе ги отвори патиштата за интеграција во Европската Унија. Станува јасно и стана јасно дека целиот овој процес и целата ова блокада е само политичка, а нема никаква друга сериозна причина, како што беа тврдењата дека се загрозува идентитетот, јазикот или не знам кои други изговори беа или аргументи беа искажани од ВМРО ДПМН. Како и коментирате последните изјави на евроамбасадорот Дейвид Гир дека не изгласувањето на измените на уставот ќе стопира Македонија, Северна Македонија на нејзиниот пат кон Европската Унија? Па не само амбасадорот Гир, туку сите челници на големите и помоćните европски држави во Европската, кои се дел од Европската Унија, но и ред други министри за надворешни работи, за европски прашања од европските држави, нагласија дека последиците од стопирањето на евроатлантскиот пат, тоест неизгласувањето на уставните измени, ќе има сериозни последици за државата. И последиците би можело да бидат изолација во меѓународен план, со што ние ќе назадуваме во нашата интеграција, додека целиот регион ќе се движи кон интеграција. И за крај, како гледате на поделбите внатре во така наречената огнена група? Едни веќе формираат партија, други се враќаат внатре во редовите на ДУИ. Мислам дека сепак новата формирана политичка партија предводена од Изет Меджити, кој беше и главниот иницијатор на огнената група, или ја имаше поголемата важност и улога и тежина во самата огнена група, ќе има доста влијание, посебно во Скопскиот крај кон гласачите на ДУИ. Враќањето на дел од функционерите секако дека ја ослабнува позицијата на Меджити, меѓутоа тие со таквиот потез, освен што го имат изгубено својот кредибилитет внатре во ДУИ, сега ќе биде многу потешко во случај ако сакат да се враќат во или да издигуваат во опозиција на ДУИ, ќе бидат во уште полоша позиција од тоа што моментално се во ДУИ со нарушен кредибилитет.
дали новата партија Низет Меджити ќе одземе гласови на Демократската унија за интеграција? Моje мислење е дека да, поради тоа што во минатото е имало политички движења, нови политички партии, но никоја немало потенцијал да влече гласови од гласачкото тело на ДУИ. Сите биле ориентирани кон опозиционерските гласови. Во овој случај Изет Меджити има јадро на поддржувачи, посебно во Скопје, во огранокот, во Чаир и во првата и втората изборна единица, така да мислам дека и со изборниот модел кој е во моментот во сила, ќе наштети доста на ДУИ. По мое мислење, најмалку 3 до 4 пратеници ќе бидат изгубени на ДУИ ќе им бидат изгубени и тие ќе бидат прераспределени, дел во албанските, а еден дел ќе бидат вратени или ќе бидат насочени кон македонските политички партии. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка.